Нека мине Благовец, 7 април и после ќе ги извади. А тие што ги извади, може да измрзнат. Да ти кажам, нешто имам извадено, нешто не. Плашам се. Навечер и насабајле е ладно. И не са сите извадени. Не, дено е голем, веќе и сонцето е појако. Треба да се Па треба да се извадиме и ние. Па сега ако почне многу да биде ладно, па ќе се го не сме па. Минусни температури среде пролет штипјени во страв за своите цвеќиња. Наместо во дворовите и терасите, многумина ги чуваат на топло барем до Благовец. Најавените минусни утрински температури во наредните денови предизвикаа градинарите да бидат предпазливи и да не ги вадат цвеќињата од подрумите и визбите. Иако календарски веќе започна сезоната за уредување на дворовите и терасите, временските прилики годинава ги менуваат навиките. Граѓаните велат рано е ризике. Дел од нив се сеќаваат дека и лани студот ги оштетил растенијата, па сега не сакаат да брзаат. Искуството, велат, покажало дека едно студено утро е доволно за да ги оштети младите листови и цветовите. Сите не ги падеме, може ќе падне па-ладно, рано е оша. Па не се знае, но по-старо е февруар, а марта од 14 ќе падне по-старо. Се по-ново мине, ама не по-старо оше рано. Кај сиите, тоа се измрзна. А вие се по-нежните салонските цвеќа. Па субото го недеш, менеш и земјата, саксијата ако се скапала обновуваш, купуваш нова и така. Овиш и од децата барат. Едно растение, Едно растение, ако ќе мене земјата, тоа целото пуно е жили. Треба тоа се да извадиш до нешто, ако сакаш да ти црптат. Моловките може. Може, лани ово време ми измрзнаа. Изнесе ги, сабајлето фана, ногта фана слана, сабајлето попарени. Па тоа кактусчето зимното што ми цвета, извади го, баш сабајле го извади. Малку го искрои, го извади, стави го на терасата. Молофите ми уште стојат, имам 3-4 црепчиња. Па готово надвор реќе. Топло стана времето и од 8 марта што ни да ја извадиме надвор, се средиме. Какво имате, маловки? Моловки, лолиња, лепи кати, се имаме. Па ја мислам дека нема. Колку и да мрзне дена е голем веќе. По изнесувањето цвеќињата бараат и дополнителна грижа, чистење на старите лисја, обработка на земјата, пресадување и редовно наводнување. Граѓаните додаваат дека е неопходно и прихранување со соодветни препарати, како и внимателен избор на местото каде ќе бидат поставени.